серијата подкасти на Новост, кои што се реализираат во сработка со ДМ Македонија, разговараме на тема менструално здравје, овој пат со доктор Никола Маџунков, специјалист гинеколог, дипломиран на Факултетот Свети Кирил и Методи во Скопје, долгогодишно искуство во оваа област, познати на нашата публика. Докторе, добре дојдовте. Добре најдов, ви благодарам многу на поканата. Рековме дека темата е менструалното здравје кај жените, па да си почнеме од почеток. Може ли да го дефинираме менструалниот циклус кај жената? Што представува месечниот циклус, кога би требало да започне, во некој нормален период и колку трае? Вака, менструалниот циклус започнува, од самиот почеток кај сите девојчиња настанува со таа полова зрелост и единствена функција на менструалниот циклус е жената да може да остане бремена. Самиот циклус како циклус тоа е период. Ние кога зборуваме за циклус, зборуваме во временска рамка од цел месец. Не е само тоа, кај нас многу пациентки сметат дека циклусот е само моментот дека си има менструација. Меѓутоа менструалниот циклус трае некаде во просек 28 плюс минус 5-6 дена и е поделен на 4 фази. Таа првата фаза додека има жената или младите девојки додека имаат менструација, кој што трае некаде 5-6 дена. Втората фаза е таа фоликуларна фаза во која што самиот ендометриум расте под влијание на хормонски влијанија за да може да дојде до доколку настане оплодување на јајцата клетката. Таа е таа фаза на оплодување и последната фаза е таа лутеална фаза, ние викаме, кога настанува измена на хормоните и самиот ендометриум на матката се спрема доколку нима настанато оплодување да може да се имплантира ембрионот, доколку нема бременост настанува менструација. Така да самиот менструален циклус по дефиниција со самото полозно созревање на девојчињата има единствена функција за да може жената да остане бремена, доколку нема бременост настанува менструација. Така, кога почнува менструацијата? Кога е нормално време девојчето да добие менструација? Вака, обично по дефиниција во минатото сите девојчиња некаде добива менструален циклус во период некаде од 11 до 14 години. Меѓутоа денес со модерниот начин на живот, би кажал и модерната исхрана што ја имаат и децата, па и ние возрастните, таа граница е малце поместена, затоа што сега имаме во модерно време малце повеќе случаеви кога децата не имаат на многу помлада возраст добиваат поголема килаж. За да добие девојчето менструација, потребно да има една критична килаж. Таа е некаде околу 45 килограми. За жал, во денешно време девојчињата многу рано, некои имаме случаеви на 8-9 години кога добиваат таа критична килажа и започнуваат со циклус. Тоа е периодот кога созрева хормонската оска кај девојчињата и започнуваат со циклус. Со тоа што во првите години од животот една-две, зависно се е индивидуално, девојчињата немаат уште редовни циклуси, циклусот знаат да скока и тоа е една од причините кај кои што родителите најчесто се вознемирени дека немаат редовен циклус. Значи, сосема нормално девојче на 8, 9, 10 години ако добие циклус во првата година, две, да не биде тој циклус редовен, бидејќи е потребно подолго време да созрее хормонската оска кај тие девојчиња и да стават вистински половозрели. Сметате ли дека може да влијае на понатамошното или што покажуваат еве студиите научни досега, кога девојчињата еве се зголемува бројот на оние кои што прилично рано, рековте 8-9 години може да добијат менструален циклус, на долг рок на здравјето? Дали тоа може да биде проблем или може да се смета веќе и за вообичаено? Во суштина, јас во однос на исхраната, килажата, посебно кај помлади
девојчиња и девојки сум, искрено да кажем, ригорозен во тоа што нон-стоп ги предупредувам и сите тие работи. Кога едно девојче ќе ни добие менструација некаде на 9 години, тоа најчесто се девојчиња кои што веќе поминале границата од 45-50 килограми и тоа е некоја предиспозиција дека тие девојчиња во иднина ќе имаат некоја повисока килажа. Меѓутоа, тоа не е проблем. Килажата може да се регулира и понатаму во тек на животот. Тоа што ни е проблематично од досегашните студии направени е тоа што колку порано една девојче, девојка, жена ќе влезе во фаза на созреа на хормонска оска и ќе почне да добива менструален циклус, таа е повеќе изложена на влијанието на хормоните врз целото тело. Тука најмногу ги земаме естрогените хормони кои што за идното здравје во однос на тие сериозни болести во иднина ќе имаат некако, не да кажам дека сигурно ќе добијат, туку тоа имаат поголема предиспонираност, поголем ризик. Ние го земаме кога едно девојче ни добива порано циклус, ги земаме тие девојчиња како со предпазливост, обрнуваме повеќе внимание во тек на животот доколку добиеме податок дека тоа девојче има порано добиено циклус. Така да има влијание на севкупното здравје. Третман, дали ги следите, да речеме, пациентки кои што се донесени, зборувам за девојчиња, еве добиле менструален циклус на 8-9 години, препорачувате ли или доаѓаат ли пред се родителите и дали имате некакви контроли, ги следите ли, има ли потреба? Во суштина кај нас младите девојчиња кои доаѓаат со циклус најчесто доаѓаат ги носат родителите и во суштина целиот преглед се сведува на тоа да им објасниме што значи тоа, што значи циклусот, дека не треба да се грижат премногу, дека тоа е нормално. Кога ќе добиеме циклус и кога ќе созрее таа хормонска оска, ние не можеме тој процес да го враќаме. Единствено само им објаснуваме на родителите и на девојчето, што треба да очекува, како треба да очекува. Тоа се прегледи кои што најчесто, бидејќи станува збор сепак за деца, не смее да биде ништо инвазивно, не смее да биде да се чувствуваат дека одат на преглед, затоа што може во иднина да има последици во однос на тоа, како гинеколошкиот преглед е непријатен преглед и децата може да почувствуваат некои како да кажам, одбивност према понатамошните прегледи, така битно е да се поразговара со нив, да им се објасни дека тоа се нормално, едноставно не правиме други контроли доколку циклусот е нормален, доколку се добива редовно, доколку нема некои обилни циклуси и такви работи, тогаш го оставаме се додека не наполнат 18-19 години и почнуваат тогаш со некои редовни контроли. Така. Докторе, колку треба да трае од прилика? Има ли проблеми, бидејќи еве порано знаеме, ако почнува циклусот некаде од 11 до 13 години, трае некаде до средни можеби 40. Како е сега? Има ли некои поместувања и во таа смисла? Ние се повеќе сме сведоци на бременности во доцни 40, рани 50 години. Нешто што не е веќе толку невообичаено, дури ни шокантно. Продолжен ли е, вештачки ли може да се одржува, колку треба природно да трае? Вака, во минатото, според тие класичните учебници, еден циклус кај една женска особа започнуваше некаде класично 11 до 14 години и некаде до 45-50 години завршуваше. Како што се променува модерниот начин на исхрана, модерниот начин на живот, девојчињата добиваат од една страна и порано, меѓутоа тој циклус трае уште подолго. Веќе имаме пациентки кои што на 50-55 години се уште имаат циклус и тоа што ви го кажувам, добиваат тие девојчиња рано, меѓутоа и во тек има ризик во тек на животот уште покасно да им трае циклусот, со тоа што имаме некој периодот на изложеност на хормонско влијание се продолжува. Така да
и тоа е една од причините во однос на бременности во подоснежни години. Вака, модерните инвитро технологии направија да можеме кај пациентки кои што немаат деца, не може да останат бремени, дури имаме пациентки кои што и немаат циклус, со модерните хормонски препарати и сите ти работи имаме многу инвитро технологии со кои што можеме да постигнеме бременност, и тоа и безбедна и убава бременност во подоснежни години. Меѓутоа тоа нема врска со циклусот. Ние за жал во модерното време имаме и друга крајност, кога имаме пациентки на релативно млада возраст, 30-35 години, пак го губат циклус. Така да има различни случаи. Може ли да дефинираме што значи нормален месечен циклус? Како би требало да изгледаш? Кога да жените и девојките, особено девојките помладите, кои што се уште можеби немаат целосен опит врз своето тело, треба да имаат аларм дека нешто невообичаено се случува? Вака, менструалниот циклус во суштина во просек, кај најголем број на пациентки и жени трае некаде 28 дена, плюс минус 7 дена го зимаме во нормала. Така да ако некоја пациентка добива на 32 дена, тоа значи дека е нормално и нема место за паника. Траењето на самата менструација како менструација е некаде 5 до 6 дена и нормално првите 2 до 3 дена таа знае да биде малку пообилна, интензитетот на менструално крварење со тек дека 4-5 ден се намалува. И сега може да се случи во различни периоди на животот, во различни фази, најчесто кај имаме некои поемотивни пациентки да дојде до нарушување на таа хормонска оска, дури и не знам, на одредена возраст, некаде 35-40 години, без некои надворешни фактори или стресови, може циклусот да се поремети. Меѓутоа тоа не е нешто за паника. Ако видат било која пациентка дека циклусот трае малку подолго или малку закасни или било што, ако посумневат дека подолго трае, пообилен или изостанува, се прават рутински гинеколошки контроли за да провериме дали е се во ред, доколку нема некоја причина сметиме дека тоа е некоја дисфункционално или крварење или ановулаторни циклуси. Најчесто, искрено, јас не сум поборник дека во секој момент да треба да го регулираме строго со некои контрацептиви или со хормонска терапија. Сметаме дека го ставаме циклусот само да се рестартира и да почне пак повторно да има свој ритм. Во однос на контролите, бидејќи ги спомнавте, во државава изминативе години имаше дури една државна стратегија, така да речем, секоја година да има секоја жена право на бесплатен пап тест. Колку е тој важен и дали кај пациентка која што е здрава и која што има негативни 1-2 теста, треба да се прави секоја година, бидејќи сметам дека има недоумици кај некои жени можеби пречесто правење и кога нема потреба, од друга страна пак други се многу комотни ако имаат еден добар тест и долга низа години нема контроли. Малку да поразговараме околу овие важни тестови. Пап тестот е прво цитолошка контрола која што е има улога да спречи појава на или рано откривање на цервикален карцином. Во минатото имаше различни протоколите се менуваат на секоја година, добиваме сега, имаме протоколи од европските здруженија, од америчките здруженија и тие се тие кои што ни се релевантни. Сега, во минатото точно имаше едни протоколи кои што кажуваат дека треба да правиме, жената треба да прави барем еднаш годишно, меѓутоа тоа со тек на годините, како ги добиваме научните сознанија, како ги добиваме таа медицина базирана на докази, и последните протоколи кажуваат дека сосема е нормално
жена да и безбедна да прави контроли некаде на 2,5 до 3 години, доколку прави само пап тест. Пап тест, рекоме, тоа е цитолошка контрола, која што не взимаме клетки, проверуваме на микроскоп да видиме дали има некои промени. Во поново време, кога излегува тие модерните технологии, можеме да типизираме ХПВ. ХПВ е вирус, инаку, кој што во најголем број на случаеви е одговорен за промена на клетките и тие цим промени и развој на ХПВ асоцииран цервикален карцином. Значи, доколку пациентката направиме пап тест и во исто време тој е комбиниран тест и ХПВ типизација, пациентката, ако и двата теста се негативни, тогаш сметаме дека пациентката нема потреба дури 5 години да прави. Тие се најновите сознања. Сега има различни протоколи во однос на тоа, ако имаме некој позитивен наод на пап тест, ХПВ дали е високоризичен, кој е високоризичен, тогаш пациентките ги контролираме според наодите. Меѓутоа, во денешно време јас сметам дека пациентка која што е млада, сосема е безбедно некаде 2-2,5 години да прави контроли доколку прави само пап тест, доколку прави комбиниран тест заедно со ХПВ типизација до 4-5 години сосема безбедно. Може ли да направиме некаква паралела помеѓу менструалниот циклус кај жената, појавата на ХПВ вирусите и опасноста со оглед дека нели тука имаме хормони и нивото на хормоните е во постојана промена, така што има ли допирни точки? Нема, значи ХПВ вирусот е вирус кој што од самиот момент кога ќе станеме сексуално активни го има во целата популација, имаме некаде последно околу 120-125 типови на ХПВ кои што се поделени на високоризични, нискоризични. Од високоризичните тип 16-18 ни се најмногу асоцирани со некои цервикални карциноми, затоа, например, кога вакцинираме, кога препорачуваме вакцина за ХПВ, ги препорачуваме кај најчесто девојчињата, сега во помногу време и кај машките, пред да станат сексуално активни. Меѓутоа, менструалниот циклус и изложеноста на хормоните не е ризик фактор за развој на цервикалниот карцином. Хормоните и тој менструален циклус најмногу влијание би кажал имат врз самиот ендометриум, тој делот кој што нели се спрема секој месец под влијание на хормоните и кога нема да настане оплодување внатрешноста на матката и кога со менструацијата уствари се лушти тој ендометриален внатрешен слој на матката кој што е под хормонско влијание секој месец. Така да, едното со другото, тоа се различни и диагнози, и патологии, и се. Хормоните исто така, промените на хормоните, влијанието на хормоните имаат многу улога и врз самите јајници и пред се на најчестиот карцином, тоа е карциномот на дојката. Колку жената е по-често изложена и повеќе на хормони, таа има поголем ризик во развој на некои промени на градите. Во поново време, например, затоа ние многу чест и карциномот на ендометриум. Ние имаме веќе случаеви кога пациентки немаат ниту родено, а откриваме ендометриален карцином, што порано во минатото тоа не беше случај. Докторе, кога жената или девојката има проблем со хормонскиот статус во телото, како да забележи? Кои се некои знаци кои што ќе ни јават дека нешто се случува со нашето тело невообичаено? Вака, промените на хормоните, на женските хормони, жената може да ги примети најмногу преку менструалниот циклус. Менструалниот циклус, например, кај пациентки кои што имат некои хормонски дисбаланс или други проблеми, најчесто циклусот знае да се промени од една страна или да отсуствува, например, ако има ановулаторни циклуси да закасне или било што, меѓутоа, нели, закаснување на циклуси и сите тие работи може да биде и знак за бременост. Така да затоа се прави контроли или се прави тест за бременост и тој
то дисфункционално крварење ние го викаме или дисфункција на хормоните, најчесто настанува, ја поставуваме дијагнозата по пат на исклучување. Од друга страна, хормонски проблеми може да бидат кај циклусот да предизвикаат пообилни циклуси. Имаме пациенти кои што имат крварење менструално некаде 10-12 дена, пообилен, знаат пациентките да имат обилни циклуси. Така да, мој совет е кај секоја пациентка која што види дека има некои промени кои што се невообичаени во однос на бидејќи секој менструален циклус кај секоја пациентка е индивидуален за самата пациентка. Ако види самата дека има некои промени, убаво е да се направи контрола во која што ќе се види. Мора да се исклучат прво некои дијагнози кои што ни се чести, како полипи, миоми и сите тие работи, за на крај, ако се во ред, поставуваме дијагноза дека имаме некои хормонски проблеми, најчесто, како што претходно кажав, тоа поминува или со ќе почекаме хормонската оска сама од себе да се нормализира, или ако имаме некој сериозен проблем, тогаш даваме терапија, прогестеронска терапија, орални контрацептиви и така. Така. Го објаснивме почетокот на менструалниот циклус, односно почетокот на репродуктивниот период кај девојките, кај девојчињата, да се движиме кон перименопаузата. Кога таа би требало да започне, колку време трае од прилика и како завршува тој репродуктивен период? Кои се, и да речеме, некои ризик фактори, промени кај жените што настануваат, и физички и емоционално? Да, перименопаузата е период кога телото полека почнува во телото хормоните, ние го викаме тоа да варираат, да се намалуваат и така натаму, и пациентките тој е период кога ги имаат тие пременопаузални симптоми, бидејќи менопауза означува моментот кога циклусот го снемува. И најчесто тие симптомите веќе се завршени, нема некој проблем. Најмногу симптоми се јавуваат кај пациентките кога хормоните почнуваат да се намалуваат, па варираат и така натаму. Класичните симптоми се тие топли бранови, несоници, нетрпеливост, избувливост и сите тие работи. Меѓутоа, друг проблем кој што се јавува најчесто во тој период е со менструалниот циклус. Тие пациентки не имаат обилни циклуси, имаме понекогаш менструации кои што е тешко да се контролираат без соодветна терапија. Имаме например пациентки во тој период кога многу ни анемизираат, значи со нерегулиран менструален циклус, знаат да имаат промени во крвна слика и сите тие работи. Се случува понекогаш да имаме толку обилни циклуси да мораме да се прават и оперативни зафати доколку не помогнат контрацептиви. Јас искрено во последно време многу често ги даваме препораки, например, за користење на прогестеронската спирала. Таа ни помага многу, например, за да избегнеме оперативни интервенции, пациентката да го регулира циклусот, а во исто време да спречиме и операција. Така да, перименопаузата е еден честа причина за посета на лекар. Временски е индивидуално. Имаме симптомите, може да траат кај една пациентка од 1 до 2 години, имаме пациентки кои 5-6 години се мачат и тоа се зависи од килажата на пациентката, тоа што работи, како работи, професија, во суштина индивидуално. Сега, кога ќе настане крај на менопауза, ако немаме циклус некаде 1 година, сметаме дека жената е во менопауза и тоа е веќе нова фаза и нов начин како пациентките ги третираме и како ги контролираме. Има ли свесност кај жените и кај девојките за влијанието на животниот стил и на животните околности врз нивното целосно здравје, и менструално и женското здравје во целост? Па вака, јас мислам дека има, посебно кај... Јас сум најмногу изненаден од младите.
Тие се пред се и многу информирани, и многу читаат, исто така помагат многу вакви емисии кои што тие ги слушат и ги гледат, и у суштина младите пациентки се доста информирани и редовни во контролите што ги прават, и јас сакам моите пациентки да бидат информирани, затоа што кога имаш информиран пациент е многу полесно тој што сакаш да го објасниш, и прегледот, и интервенцијата, и терапијата што сакаш да ја дадеш, е многу полесно. Така да би кажал дека младите во однос на тоа менструално здравје или женско здравје се сериозно добро информирани, многу читаат и сите работи. Проблеми имаме кај повозрастната група на пациентки кои што уште гинеколошкиот преглед представува табу тема, имаат некој страф од гинеколог, имаат непријатност да се појават на гинеколог, така да севкупно мислам дека многу се промените и работите во однос на минатото пред 20-30 години. А во однос на почетокот на вашата кариера и сега, бидејќи и вие имате едно веќе сериозно искуство, кои се на добро промените, а кои би биле на негативните можеби или слабостите кои што ги забележавте досега? Знаете како, порано пациентките им беше и страф, и срам, и непријатно да посетуваат гинеколог од било која причина, без разлика дали е гинеколошки, акушерски и сите тие работи. Сметам дека тоа се промени. Сега имаме случаеви кога некои пациентки од некои преголема информираност прават почесто контроли отколку што треба. И тука не а може ли да дефинираме, докторе, што е всушност нормално посетување гинеколог и колку е тоа пречесто, кога е непотребно? Непотребно за мене е да се прават рутински гинеколошки контроли на 6 месеци. Значи да се прави пап тест, да се прави ултразвучни прегледи. Реков, на секој мој пациент им кажувам, рутинска контрола 2-2,5 години, со тоа што ако кажем 2-2,5, очекувам дека некоја пациентка ќе заборави 6 месеци и ќе дојдеме некаде на 3 години контрола. Меѓутоа, имаме сега пациентки кои што многу се зборува. Тие дискутираат меѓу себе, пријателки, другарки и сите тие работи. Некој разбрал на некоја девојка или жена имала сериозна диагноза, операција и сите тие работи, и од страф, од паника, тие започнуваат со тие пречести контроли, ако пред 6 месеци сме кажале дека е сигурен. Така да ги има различни случаеви, меѓутоа, кај тие пациентки прегледот е најмалиот дел што го правиме, најголемиот внимание посветуваме на психолошкиот момент. На разговорот, да ги опуштиме, да им објасниме. Многу е битно да им се објасни на пациентите, затоа што како на доктор, јас сметам ностоп тоа го кажувам, никој не оди зашто му е добро. Некогаш и паниката си има своја причина. Така да подобро е да поразговараме, да се објасни и да се реши проблемот, и најчесто успеваме. И сосема за крај, како реагирате со преинформираните пациенти кои можеби спорат рамо на рамо со вас, кои што се токуречи ваши колешки, мислам по наводници ова? Јас спомнав и преска, сакам пациентки да ми бидат информирани. Меѓутоа, таа преинформираност најчесто ги носи во заблуда и во паника. Се што ќе се прочита, се што ќе се слушне од некој, не мора да значи дека треба да се преслика на собственото тело или дека ќе се случи и се. Најчесто со тие пациентки кои секош реагирам со многу разговор, на нив им треба сериозно повеќе, ако прегледот трае 5-10 минути, 25 минути објаснуваме што треба, како треба да очекува за овојдина. Така да прифаќаат искрено, и тоа е убаво. Може ќе дојде пак со паника за 6 месеци, меѓутоа после ќе го нема тој момент. Така да, јас информираноста ја сметам како позитивна работа. Секој пациент, секоја жена треба да биде информирана.
и за менструалното здравје, и за женското здравје, и колку поголема информираност имаме, се рушат тие табу теми, се руши стравот, непријатноста, имаме и поздрави и поубави пациенти. Колку ви е вам лично да изградите однос на доверба, на срдечност со пациентките? Јас сериозно внимавам на тој момент, бидејќи сметам дека никој во мојата амбуланта не оди затоа што му е убаво. Значи, кај доктор секој оди со некоја мак. Може тој проблем понекогаш знае да биде пренагласен и сите те работи, меѓутоа ако се седне, ако се разговара, ако се направи преглед, ќе се реши се. И бидејќи сте во светот на жените, зошто ја одбравте токму оваа специјалност? Имавте ли други дилеми, не знам, можеби нешто друго што ве привлекувало, што беше пресудно? Вака, јас од секој сум сакал, искрено да ти кажам, својата професија и својата специјализација. Искрено што дека бев на студии, знаев дека сакам да бидам перинатолог. Тоа беше тогаш во тоа време нова гранка на акушеријата во која што нели се развива ултразвучните апарати и бебињата во стомахот почнавме да ги третираме како пациенти. Денес, знаеш како, и денес ми е тешко да објаснам и на мои колеги и на пациентите. Магијата на новиот живот ли беше пресудна? Да. Искрено, например, ја уживам да гледам и ехо и со бебиња, да работам многу време посветувам. Нели, целиот дел од мојата професија си ја сакам, и оперативата, и лапароскопските, ендоскопските операции, меѓутоа од секојаш најмногу сум уживал кога гледам ехо, кога гледам бебиња, деца, нели, од почеток па до крај додека да ги породиме, така да би кажал дека најпресудно е тоа што од секојаш сакав да го работам беше перинатологија. Ние ги гледаме, што барам јас ги гледам децата дека се во стомах исто како пациенти. Дали тоа ќе биде бебенце во креветче породено или ќе биде во стомакот на мајката, за мене е исто пациент. Така да, тоа беше главното. Ви благодарам многу за разговорот. Благодарам.